Македонското собрание ќе биде трет парламент во регионот во кој седниците ќе се водат на албански јазик. Пристигнуваат фактурите од антидржавното и предавничко однесување на лидерот на СДСМ Заев, обвинува ВМРО-ДПМН. Реагираат и на изјавите на Талат Џафери дека седниците ќе ги водел на албански и на македонски. Со тоа Џафери јавно му се изнасмеа в лице на Заев, кој сопствениот народ го навредуваше и понижуваше, само за да се обиде да го избере за нелегален председател на собранието, вели Драган Данев од ВМРО-ДПМН. Ваквите најави на Талат Џафери доаѓаат откако 4 дена неговиот партнер Зоран Заев молчи околу поставувањето на знамење на Република Албанија во кабинетот кој треба да му припаѓа на председателот на Македонското собрание. Ова е само потврда дека отпочна реализацијата на тиранската платформа. Ова само ја потврдува оправданоста на револтот и незадоволството на народот. Време е аболицираниот Заев да го слушне гласот на народот. СДС ќе сноси одговорност за злоделата врз Македонија. Ова нема да им помине. Џафери пак останува на ставот дека седниците на парламентот ќе ги води на албански и покрај законските одредби. Вели дека одредбите ги толкува растегливо, иако во законот е наведено во кои ситуации пратеник кој зборува на јазик различен од македонскиот, а го зборуваат над 20% од граѓаните, може да говори на неговиот јазик. На кој јазик ја водите првата собраниска седница? На јазик кој што ми овозможуваат законите во Република Македонија. Тоа е? Албанскиот и македонскиот. Можете да председавате со седница на албански јазик? Според законите можам. Според измената на кој закон? 2011 година. Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, а не да председава. Избран или именуван функционер. Председател ти се обраќа и води, е председател и кога се обраќа и кога води во тој контекст. Не е тоа малку добро, сега растегливо толкување на законот за употреба на јазиците? Не е забрането растегливост. Ако во 2008 конкретно стои дека пратеник кој што нели припаѓа на заедницата која што зборува на 20. 2017 сме и компарација со 2008. Председава со работно тело. Не соодветна за комисијата председава, спишува точно председава. Не соодветна е компарацијата затоа што 2017 сме на 2008 и многу нешта се променети во позитивно во однос. Не ми е само прашањето дали треба законска измена за да можете да председавате на затоа албански викам. Вели се обраќа, не вели председава. Со устав не треба, со закон можеби треба и тоа е средината. Значи треба да има законски измена. Па добро, во секој случај ќе покаже времето дека треба или не треба законска измена. Пред законските измени ниту министрите албанци не можеа на прашањата на пратениците да одговараат на албански.